вечер. Тоа што минатата недела се уште изгледаше како јазол кој тешко може да се расплетка поради веќе востановените односи на црно-бел филм помеѓу позицијата и опозицијата, оваа недела почнува да прима други некакви дименсии. Колегите од А1 конечно се на топло, иако со сметката се уште ништо не е јасно. Сега се бараат некакви нови 3 милиони според соопштение на обвинителот Шврговски. Новата проценка вели дека сумата паднала за 1,5 милион. Така лесно расфрлање со милиони прават луѓе кои виделе веројатно малку повеќе милиони. Понеделник. Само предавниците претходно тврдеа дека има политичка криза. Но во поканата за лидерите, Ѓорги Иванов се обиде да ги собере 17-мината на масата, за да почнат да ја расплеткуваат политичката криза. Затоа сме слободни да зборуваме за неа, кога веќе и председателот успел да ја забележи. Оние кои што не забележуваат криза, председателот на парламентот Велјановски продолжува со експресното носење закони во парламентот, заборавил на своето извинување од 2008 дека таа белја нема да се повтори и парламентот нема поскратена постапка експресно да гласа. Што мисли Груевски? Па може би има политичка криза, но тој е подготвен да ја реши на најрадикалниот начин, како што тврди, преку избори, но тоа не го сака Црвенковски. Денеска во посета на Македонија Кантримен, тој пак вели дека тој не предупредува премиери, но денеска не беше расположен за некакви поконкретни одговори, бидејќи како што вели, тој не е во космичка состојба на свеста за да одговори на прашањата кои ги интересираат новинарите што разговарале со Никола Груевски. Како ќе се размоткува понатаму работата? Дали пресилен збор беше сериозна политичка криза или е ова уште еден блеф на македонската политичка сцена и дали може би се занимаваме со прашања кои всушност не се вистинските и дека за сцената се случуваат некои позанимливи сценарија поради кои дома гледаме ваква изведба. Во моето студио вечерва нема политичари, тука е колегата Никола Младенов. Добро вечер. Добро вечер. Па ако знаеше дека ќе се одмрзне сметката на Ајден и ќе се вратат во студио, што мрзнеше во понеделник пред влада? Добре, јас очекував дека таму ќе стигнам на топло, дека тоа ќе биде првата емисија, која првиот ден на вести назад се разбира претходно доколку чом кој пали и гаси нели во Ајде. Како струја новинар запалеше светла. Меѓутоа се случи нешто претпоставувавме, очигледно беше после таа средба која што имаше Рикер на заминување со премиерот, дека премиерот ќе прави што ќе прави, ама ќе гледа А1 да продолжи да работи. Тоа за мене беше очигледно. Доколку мислеа поинаку, тие веднаш ќе ја донесеа негативната одлука, односно сметките ќе останеа замрзнати. Ако се фемка толку колку што се фемка, се случи ова што се случи, како она кокошката која што вртела неколку круга околу петело за да не испадне дека е ефтина женска. Едноставно никој тоа сега не го забележува, меѓутоа приметувате сите колку е силен молкот на Груевски, го нема никаде. Тој полека ги исполнува барањата на меѓународната заедница, односно во случајот на амбасадорот Рикер, а бога ми гледам и на Бранко Црвенковски, односно на опозицијата, денеска што исполнија таму во парламентот гласа, веќе веројатно за промена на уставот да како се вика, да не биде таму Маневски директно во судскиот совест, туку вајарлес да биде присутен бежично веројатно или на поглед и така натаму. Така да ситуацијата се развива онака како што можеше да се претпостави. Мислам дека не требаше многу мудро за да се свати дека ќе се случи ова што се случи. Интересно е што спомнавте како се расфрлуваат со милионите. Тоа е многу интересно, од 4 милиона како стана 4,4 на 3 милиона, ама таа гранапчиска логика веројатно ќе имаме можност после да ја коментираме заедно. Овде во студиото со нас хаус мајсторот на Ајден телевизија, човекот што пали и гаси, ама во буквална смисла. Светло, иако имаше многу символика во тоа. И јас се јавив во мојата стара куќа, мојата и твојата, и побарав дали имаат на списокот од камермани, новинари и осветлители да се пријавам барем за осветлител и да се вратам во МРТВ. Одговорот од еден челник на власта ми рече: ако така палиш и гасиш, мислам дека ќе не запалиш. Добро. Да, сега на крајот беше малку посимпатично кога се работи за вклучување на светлата. Само Ајден телевизија јави вечерта по одмрзнувањето на сметката, дека всушност одлуката е донесена уште во петок, ама чекала во фрижидер некаков след на настани. Што е твојата анализа? Кој след на настани го чекаше обзнавањето на одлуката?
Па мислам да не му ги загорчиме визитите на Груевски со отварање на разни детски градинки и тениски игралишта за време на викендите, бидејќи очигледно дека тоа ќе беше топ тема одмрзнувањето на сметките. Но јас не сум толку оптимист дека условно заврши борбата на Груевски со А1 и значи прецизно на Груевски со А1 и на политичката номенклатура околу нас. Но имаме една срекна околност, а тоа е дека неговите пајташи, тајкуни кои се во коалиција со него сватија всушност дека после А1 се следните и дека тоа што мене не ме радува многу, дека освен тоа што ова е наша победа, да речем условно, на сите добронамерни луѓе и слободарски луѓе кои сакаат слобода на мислата, е тоа дека тајкуните кои сакаат да го уништат конкурентите Вели Рамковски сватија всушност дека следните се тие и дека и под нивен притисок почнува да олабавува логиката на битката против А1. Но од друга страна пак она што за мене е мотивација на овие возрастни или предпензионерски денови се уште да бидам активен и на улица е фактот дека А1 се враќа и е пред испит. Дали ќе можеме да останеме А1 од времето кога Вели Рамковски немаше ни јавни, ни притаени политички амбиции, па дури и политички кокетирања. Тогаш реално бевме најсупериорни во својата објективност или непристрасност или професионалност. И мислам дека тоа се враќа, тој модел се враќа, тоа е она што во овој момент ме радува. Она што сега мислам дека како уреднички гест веројатно на помладата генерација и на Чедиковски му престои е да се вратиме кон информацијата, она што за нас е најбитниот елемент при продажбата. Битката за Вели Рамковски е битка и негова, и на А1, и наша, на крајот на крајштата човечка солидарна, да се докаже дали е виновен или невин. Но генерално гледано, мислам дека сега останува битката за свртување кон уредничка политика која ќе дистрибуира пред се информации. Добро. Третиот мој гостин, Стево Пендаровски. Добро вечер. Зошто Стево во вакво друштво? Ние знаеме да се навлечеме премногу на расправи кои се домашен, локален терен. Сите имаме по некој брифер. Ако сме малку искрени или ако ни ги покажат транскриптите од телефонските разговори, ќе се види колку преку ноќ всушност ни се рушат сите наши разноразни тези. Ама она што сакаме да анализираме, а постојано се навраќа во вакви ситуации, дали Црвенковски со потегот за бојкот успеа во вистински момент да ги навлече странците повторно кон Македонија или сме во заблуда? Ја мислам да. Ја мислам дека еден подолг период извештаите кои доаѓаат од Скопје на клучните амбасади се лоши. И кога зборувам за извештаите, не зборувам за конкретна политичка изјава или на било кој политичар или некој единечен политички настан. Че тие зборува за трендовите. Трендовите се лоши неколку години назад. Беше потребен некој тригер, некоја изјава, некој единечен настан за тоа да го стави во забрзување. Че можеби, ја не можам да знам, можеби тоа беше мотивот зашто тие се навратија овдека и не смееме да забораваме дека околината во овој момент е исто така, не само арапскиот свет далеку од нас, и во овој момент околината е прилично нестабилна. Мислам на немирите во Албанија, кои не стивнуваат, и мислам на тоа што Косово има прилично проблеми да најде кредибилни луѓе кои ќе влезат во таа влада. После оној извештај на Дик Марти. Значи имаше еден регионален контекст. Ние претпоставувам дека сме ја заборавиле тој триаголник. Меѓутоа ние мораме да сватиме дека од надвор големите не гледаат во тој триаголник. Албанија, Косово, Македонија, кога станува збор за грубите работи. За грубите работи. Значи они се плашат дека можеби таа оска повторно ќе профункционира не само затоа што сме соседи, туку и затоа што меѓу другото и албанскиот елемент или меѓу етничноста тука е потенцијално кршлива. Барам од вас само уште еден краток коментар. Вие сте биле советник на двајца шефови на држави. Денеска има прилично незадоволство од воздржаноста на кантримен, затоа што се очекуваше дека тоа ќе биде јазик разбирлив за секого, што тој мисли кога вели дека изразил загриженост како представник на пријателска земја во однос на некои случувања во Македонија. Што треба човек во овој момент повеќе да слуша?
кантримен на заминување или оној што стои зад него кантримен во доаѓање, односно сегашниот амбасадор Филип Рикер. Дали е за нас поважно да знаеме што да речеме во понеделникот разговара Филип Рикер и Никола Груевски или е поважно што на ваква средба во заминување да речеме кантримен разговара со Груевски? Ние мораме да го слушаме кантримен од Брисел од пред 2 дена. Не кантримен од вечера, од денеска. Тамо беше далеку по Имаше сила. две точки неговата изјава. Загрижени сме за состојбите во Македонија. Точка. Имаме многу работи за кои ќе треба да разговараме во Скопје. Тоа е официјалната американска позиција. Ова, знаете, во политиката некој пат и домаќините, се нема да откриам голема тајна ако ви кажам, и Нимиц која доаѓала овдека, а ние сме сакале во тој момент нешто да не стане видливо, можеби што е непријатно за пошироката јавност или уште не е до крај извлечено, ние го замолуваме да биде посув во изјавите кои ќе излезе. Да не речам до крај да одам и да кажам дека дури и формулациите, фразите се договараат пред да се распушти состаноков и актериве да заминат пред камери. Јас мислам дека изјавата на Кантримен е усогласена со ставот на Филип Рикер и дека не е тоа беззначајна врска, бидејќи ја бев присутен на еден оф-рекорд ден пред тоа кај американскиот амбасадор и добив печаток дека тоа е апсолутно испеглано, дека ние ќе добиеме една таква јавно мртва порака која нема да задоволи политички страствености во Македонија. Меѓутоа, за мене е многу поклучна работа што ќе однесе Груевски во Белата куќа и дали во Белата куќа ќе добие хартија на која веројатно може да бидат наброени стратешките интереси на САД, на Балканот, и ако ние знаеме да читаме, а се надевам дека премиерот барем тоа уште не го заборавил, тогаш веројатно ќе свати што ќе значи, на каков начин треба да заврши неговата ера на популизам на Балканот, последна, која може да доведе до фитиль. Погледнете, социјално-економските бунтови во Албанија, едно нестабилно Косово и разбунтувана Србија со 80.000 шешелјовци или николичи, без оглед како сакате да ги третирате, кои се крајни радикали, плюс Шешелјовци во костум, не такмо. Плюс популизмот на Груевски, тоа е одличен микс. Америка да прати порака или ќе ве запалиме или ќе не слушате. Со тоа што е несогласено за Србија, тоа се више четници без брада. Овие што се на Тома Николич, тоа се испеглани после посета на Џо Бајден, тоа е више некоја друга партија. Тие се откажа од Шешелј и тие беа крајно смешни дури за србите сами што ги анализираа последниот нивен митинг кога дојдоа, нели таму рекоа ние не дојдовме тука да ја критикуваме владата. Прашањето беше а кои мои сте дошле тогаш. Така да во Србија ситуацијата мислам дека е испеглани, дека тие служат за заплашување на Тадич, за он побрзо да ги тера работите напред. Иначе апропо ова прашање тука само би додал што очекувавме ние денеска Кантримен да каже? Тоа е дипломатија, тоа е висок службеник у Стејт департмент, тоа е човек кој што треба да дојде тука, петим год да го заврши и да го спреми Груевски да отиде испеглан фин, покана коза на свадба да му каже дојде во Америка. А пораката таму стигна. Едва и чекаме да дојдеш. Знаете, тоа е една многу интересна интонација. Имаме толку многу да те прашаме. Значи така баш не се прави таа покана, ако е тоа нешто куртоазно, ако е тоа нешто со намера да се затврсти пријателството и стратешкото пријателство, како што на почетокот брифираше владата, односно кабинетот на Груевски. Таму очигледно дека се загубени нервите. Ова беше тој тригерот што го кажува окидачот Пендаровски. Овој момент што Црвенковски го искористи, меѓутоа и со него и без него средбата беше договарана. Значи, точно е што би рекол Рикер и у август дека била договарано, точно е дека била и у октомври договарано и точно е VOA што кажа, што пренесе дека таму средбата нема да биде пријатна. Значи, она што е ново е суицидот политички што си го направи самиот Груевски. Он си пукаше у нога со одлуката за еден. По мене. Он предизвика Бранко да дојде, Црвенковски да дојде на сцената, во јавноста да се добие впечаток дека он е тој што успеа странскиот фактор да се инволвира внатре со една реторика која што досега не ја бевме чуле, на тој начин Црвенковски да дојде на светлото на рефлекторите и од другата страна практично да го има премиерот кој што сега има многу помалку аргументи, многу помал маневарски простор за главната тема. А главната тема претпоставувам дека